Почитувани, цел ден пред очи. 8 септември 91. Празнично дотерани, како за нас свадба, врвица од народ чекавме да се изјасниме за самостојна и независна Македонија. Насмевки, честитки, прегрнувања, радосни срца. Вечниот сон на македонците се остварува. Па брзо ќе се зачлениме во Европската Унија и ќе бидеме сите македонци од Букурешки поделената ни Македонија обединети. Ке нема граници, со политичка и економска еднаквост и национална обединетост во заедништво со европските народи. Добрина и љубов во македонските срца за секого. Држава беше тоа. Денес, еве овде, во градиве ме стега. Солзи радосници и солзи таговни. Не сме ќори и слепи, шамари од сите страни. За каква самостојност и независност се радувавме. Уште и северна сме. Со придобивка членство во НАТО. Да не им текне на некој и референдумот за преспанскиот договор, државен празник да го сторат. Почитувани, зар постои придобивка како достојна замена за последиците што произлегуваат од загубата на она што не прави македонски народ, нова парче македонска земја, зачувано со безбројни жртви на нашите предци. Почнавме и химната само инструментално да ја слушаме со молчење. Химната е текстот со својата порака. Нотите е звучен носач на тие свети зборови. Од 91 до денес, со сите водачи се движевме до денешните рекордни корупција и партизација и дуизација. Нефункционалност за народот. Мисирков запиша: Македонија е стара словенска култура и никој нема да успее да ја искорени таа култура и на таа пустина да ги утврди своите интереси. Македонија ќе ги преживее сите несреќи, зашто не се изгинати уште гигантите на Македонија. Почитувани, ќе има уште и линдени, а ќе има и мажи. Честит и вечен да ни е празникот, како што вели внука ми, роденденот на Македонија. Македонија вечна, моја, наша Македонија.